Мицкоски или Ахмети, кој кого ќе го испрати во политичка пензија? И двајцата лидери во изборната кампања меѓусебно се прозиваат за лошо владење и кому му е време политички да се повлече. Со прашање што ќе му е зајас на Ахмети ако народот му е гладен, председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски на синоќешниот митинг во Кичево упати остри критики до Дуи и нејзиниот лидер, обвинувајќи ги за богатење на грбот на граѓаните, додека народот се иселува. Мицкоски порача дека потребно е заедништво, без поделби, привилегирани и без политички реваншизам. Што ќе му е зајас на Али ако тој е празен? Нема радост ниту во палатите, ниту во дворците ако преку оградата народот и соседите ти се гладни и раселени. Ги испразни нивните места, села, градови. Ги расели после 20 години владење тука. Додека тој и неговите блиски се богатеа, народот страдаше. Од друга страна, ниту Ахмети не се воздржа од одговор до Мицкоски, откако деновиве од партиски собири му порача дека ќе биде 9-тиот или 10-тиот премиер што ќе го прати во пензија. Вчера од Боговиње го обвини Мицкоски за влијание во општините со мнозинско албанско население. Христијан Мицкоски ги поддржува кандидатите во општините со албанско мнозинство. Во Струга кандидатот е на Христијан, во Тетово е на Христијан, во Чаир е на Христијан. Повеќе работи Христијан отколку тие самите. Како е можно градоначалникот на Тетово да биде избран со гласови и волја на друго население? Потребно единство и посветеност во заштита на албанските интереси. Председателот на СДСМ Венко Филипче на граѓанската трибина во општина Центар синоќа го критикуваше однесувањето на актуелната власт и негативната кампања која според него ја водат против СДСМ. Според Филипче, кампањата на ВМРО-ДПМН е одраз на нивната немоќ, но тој како што кажа, во калта на Мицкоски нема да влегува. Сведоци сме на одвратна, лажна и црна кампања против СДСМ, која водат од првиот ден власт. Нека се препелкаат во национализмот, во лажниот патриотизам и во својата неспособност. Ги слушам едните биле загари и орли, другите врапчиња и што уште не. Театар за мали деца. Од изборната кампања остануваат уште 10 дена. Караванот на ВМРО-ДПМН вечерва е во Гостивари Тетово, а на СДСМ во Гевгелија и Валандово.